Почитувани љубители на фудбалот, добре дојдовте на Цвај арена на градски стадион во Неготино, каде тикваш и во рамките на 13-тото коло втората македонска фудбалска лига група Исток ќе биде домакин денеска на екипата на Кит Го од Пехчево. Во овој момент главниот судија Маријан Младеновски означи почеток на надпреварот, а првиот напад го имаат дечките во сино, екипата на Кит Го. Капетенот Алексовски ќе го изведе овој слободен удар, ево го сега нему е ништо. Стигна топката тамо до Мартин Димовски на левата страна. Брани Столе Димовски. Биеше некој со глава таму од фудбалерите на Кит Го во нападот. Алексовски. Брани Столе Димовски. Уште една шанса за фудбалерите на Кит Го. Некако се групираме во средина. Бошко Ступич не искористи оваа можност. Одлична одбрана на Столе Димовски. Еве гол. Седумнаеста минута, Кит Го води 1-0. Нафрлена топка од корнерот. Таман сакам да кажам, 16 минути игра, 3 шанси за гостите, ни една за тиквеш. Дали беше Рунтев тоа? Или со број 8, да, со број 8 сепак. Дујовски. Еве гол. Седумнаеста минута, Кит Го води 1-0. Бие Љамчевски за малку непрецизно. Повторно скок на Александар Мишов. Стигна Симе Христов до оваа топка. Што е досудено сега? Симулирање на Симе Христов. Така вели судијата. Убав автогол, Бошко Ступич. Бошко Ступич, 1-1. Убав автогол, Бошко Ступич. Бошко Ступич, 1-1. Во Неготино на полувреме 1-1. Ѓорѓи Мојсов од клупа го почнува на пребарот. Ке се загреваме, ке влејваме во второ полувреме? Па најверојатно ќе влејаме. Целта е да се победи, мислам дека второ полувреме ќе дајме тие еден гол, па може и два. 1-1 е, меѓутоа ние не успеавме да реализираме. Што е причината според тебе? Добро. Не секоја шанса е гол. Така да има уште 45 минути. А противниците секогаш мотивирани против тикваш? Противниците 200% секогаш против тикваш, али тоа го знаеме јасно, не така да и не сме на потребно ниво. Не може секој утакмица на полувреме да биде 2-3-0.
Ѓолек, има ли 3 бода на крај? Че има нормално. Лазаров. Дали има офсайд? Дали имаше офсайд овдека? Дарко Алексовски, 58 минута. Кит го води 1-2. Лазаров. Дали има офсайд? Се бара Симе Христо по левата страна, ја добива оваа топка, ја стигна до неа. И повторно судијата наместо пенал суди симулирање од Симе Христов, втор жолто тоа за Симе Христов од 60-та минута, тиквешки игра со играч помалку. Вареловски се обидува Наумовски. Лазаров бие непрецизно. Наумчевски на спротивната страна. Чиста позиција за Мишов. Наместо да ја закуца топката во мрежата, тој едноставно само му ја додаде на противничкиот голман. Андонов. На него оди Вареловски. Бошко Ступич. Барем признаваат еве гостинските фудбалери дека добиле 300 евра премија од господинот газда. Андонов. На него оди Вареловски. Бошко Ступич. Убаво пласираше Гроздановски, добро мислеше, но за малце крај самиот лев директ поминува топка. Ево го Алексос со број 17 за капитенот Алексовски. 17 Алексос, 20 Алексовски. И уште еден гол. Алпај Јусуф. Ево го Алексос со број 17 за капитенот Алексовски. 17 Алексос, 20 Алексовски. И уште еден гол. Алпај Јусуф.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.